Здраво Македонијо! Последен ден изборна кампања во првиот круг на локалните избори, па да забележиме неколку успешни моменти од истата. Првиот и исклучително важен успешен момент доаѓа од Ѓорче Петров, каде благодарение на кампањата има голем напредок кај еден од кандидатите. Другарки и другари, добро вечер. Ѓорче Петров, која пред 2 месеци решив да му дам довербата и поддршката на Коки за кандидат за градоначалник. Знаев дека на Ѓорче Петров му давам тоа што треба, не говорник, туку работник. Во Коки во изминатите 2 месеци научил и да говори. И тоа одлично, така е. Браво, браво, браво! Научил да говори. Инаку тешко би му било да ја води општината без да говори, само со мимики веројатно. А не само што научил да говори, туку научил баш вака. И сите ние заедно ќе покажеме дека Ѓорче може и мора подобро. Бре и викање. Ме потсети на стариот ас на говорењето Тачус Ќуранус. Нема откажување од иднирата! Нема откажување од иднирата! Мора подобро. Каква мотивација беше ова? Втор важен момент е уште еден голем исчекор, а имено урбанистичко проектирање и планирање во живо од кровна зграда со мафтање на раце, како виртуелна реалност, само без оние наочари и компјутер позади тебе. Погледнете, фантастично е! Не го Гуца Делчев Андека. Што е тоа, Мартин? Тоа е нашата гимназија, таму имам завршено средно училиште и е во централното градско подрачје. Убава гледка, нели? Многу убава, да, мислам и градов, јас прв пат го гледам од оваа перспектива. Вистина има огромен потенцијал за развој. И шо ти е урбанистичкиот концепт, каков ти е, шо планираш да правиш тука? Ана, прво и основно што ќе се заложам во првите 6 месеци од мандатот, ќе донесам нов генерален урбанистички план. Предвидувам 2 нови населби. Едната населба ќе биде во местото Зеленрид. Каде е во тоа? тој правец, таму гледаш. Натаму? Да. Кон селото Билјановце, а вториот дел ќе биде вамо. Од населбата Тоде Мендол кон селото Романовце. 2 нови населби во Куманово, урбанизирани со подземна, надземна инфраструктура. Да, тоа се овие што ги гледавме на риловите проектите твои. Да. Да, воопшто немав представа каде ќе бидат и баш фино вака што ми објасни. И натаму, значи едното иде вамо, другото таму преубаво. И најбитно од се што. Фала Богу, браво. И за ова барам поддршка за број 5. Ке добиеш поддршка. Мартин за број 5. Едното иде ваму, другото иде таму, предобро, преубаво. Тоа беа Ана Чупеска, Мартин Кумановецот и градот Куманово. А сега, поздрав до симпатизерите во Струмица со едно старо видео од новиот кандидат. Драги мои социјалдемократи, си симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, си симпатизери. Симпатизерите беа вознемирени во меѓувреме од една слика, од случајна средба во кафеана меѓу екс-шефот на државата, нивниот БЦ и Кирил Пецаков Пецак од Охрид. Длабоко ги беше вознемирила средбата та Вилипче. Остро пресуди кон БЦ. Или си СДСМ, или не си. Цитирајќи легендарна изјава од партиските митинзи на Црвенковски, актуелниот лидер на СДСМ ја коментираше фотографијата која се појави во медиумите и на која поранешниот председател е во друштво на функционери на ВМРО ДПМН, пратеник во собранието и охридскиот градоначалник. Во однос на сликата која што излезе во социјалните медиуми вчера од поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, ја можам само да го цитирам поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, а тоа е или си СДСМ или не си.
Видиш, ако си СДСМ, веројатно не смееш да се поздравиш и да пиеш пијачка со некој кој не е СДСМ. Не дај Боже да се сликаш. Амандман на тоа имаше Максо Димитриевски, кој од Вилипчета пак беше наречен предавник на социјалдемократските вредности. Што се однесува до другиот коментар, си СДСМ или не си СДСМ, имам една фотографија овде, па дојде времето овој овде насликава да прашува кој е СДСМ, кој не е. Советникот на поранешниот министер Тодоров во владата на Груевски. Денешска наводно најголемиот СДСМовец. Многу врева за ништо, ке рече Чичко Веле Митановски. И со право, односно од мува магаре направија. Се истресоа глупости, бидејќи во СДСМ изгледа се уште важи она познатата на Јанима Крадули. Бранко Црвенковски, кој што 20 години ја дрма Македонија, ја тресе Македонија, ја руши Македонија. Па тресе Бранко. Ајде да одиме на избори. Тресе Бранко, истресе Венко, а задрма и Боки. Тука е неговиот наследник Филипче. Филипче беше во мојот дом. Ајде да не кажам секој ден, али беше чест гости. Ова се фотографија од кај мене, Филипче, кој што го гледа ете. Таков. Најпослушниот министер на Зоран Заев беше поставен во Радмила Шагининска. Во најавите за неговиот филм за случајот Рекет, Боки опали слика од распиштолениот Венко на каучот дома кај Боки. Или што би рекол Геро, или си на каучот кај Боки, или не си. Добро, има ли некој од СДС кој не прошол на тој кауч? Јас во ниеден момент, никогаш. Ниту ја лажев јавноста, јас имам сретнато и со едниот, и со другиот, и со двајцата заедно. И со едниот и со другиот сум се видела, и заедно сум се видела. Јас не можам да кажам кога е сликата. Предпоставувам дека сум јас. Зборувавме за тема која што беше многу актуелна во тој период, а тоа беше зошто не може да се донесе законот за специјално јавно обвинителство, односно законот за јавно обвинителство. Бихачка да се преименува во Бикаучка во чест на тој кастинг кауч. Јовановски пак на кој не мора да му веруваме, нели, за Боки зборувам, но факт е дека едно време беше навистина инсайдер во власта на Заевци. И тој додаде плюс квалификации за другарот Венко. Се приклони кон кланот Заев. Бидејќи тамо насети моќи пари, а Венко е љубител на пари. А Венко не подпишувал никаков акт без да земе пари. Ништо као министер за здравство не е правил за без пари. Што со знаење на Заев, што без знаење, што си се криеле еден меѓу друг. Мани. Ако некој знае да препознае љубители на пари, веројатно тоа е Боки. Друго ништо не мора да коментираме. Паралелно со тоа, Вилипче не зборува за пари за време на неговата кампања, да бидеме честни, туку дека СДС ке биде ѕидот. Бог да чува. Сега е моментот кога СДСМ мора да стане ѕидот, да го сопре тоа што доаѓа. Не е заради партијата, туку заради Македонија, заради иднината на следните генерации. Затоа што ако СДСМ не го спречи именувањето на името и давањето на историјата на тацна кон бугарите, кој ќе го спречи тоа? Се посмеавме убаво. Ама не е за смеење, бидејќи продажба на држава по се изгледа секогаш има многу висока цена. Во Македонија се изракетирани повеќе од 10 милиони евра. Рекетот во Македонија започна со првите пресконференции на Зоран Заев со таа фамозна вистината за Македонија, каде објавуваше прислушкувани разговори. Ама како сега бе, нели тоа беше правда, мир, дрн, Милојке? Јас не верувам дека се рекетирани пари, мислам, зошто да верувам во тоа, и она со евро за вицето, тоа е монтажа, AI. И тоа дека живи луѓе ќе јадеше муртинац, и тоа е фейк. Баш на добар лик вака ми оддаваше впечаток, нели, поет, не ги бајте ми ја жицата, идентитето, бетон, рачето на душа, мила душа, и да те изеде колко може ке се спасиш. Така ли, Фросе? Не, ја тоа го гледам, и стравот, и троштина, и злоба, и подмолност, све си има тука у себе, све си има. Кога ќе се го пријави брат му Вице Заев, тогаш он може да биде. Тоа знаеш како, ама слушај, и пилците више знаат. И врабците сега знаат. Ние ќе станеме како Казабланка, штом се фрливме ние на марихуани, дроги, инвестиции у дроги, у овакво, сјебавме мамата Бокси. Злоба, подмолност,
Сигурно не е кажано ова за Заев, менторот на Венко, и сигурно не е кажано од Фросина Ременски. Овој глас, кој знае дали е вистински, но се појави во овој документарец на Боки. Инаку и ова со вице што го спомна, зошто бе вадите муабети за цела посада на јахтата со сидрото кој е влече напред, де ви се молам, тие се луѓето кои се дзидот на Македонија, дзидот на плачот. Додуша, бидејќи кога гледаш како не бранат, може само да плачеш. Дали по радикализацијата на ставовите и обвинувањата од премиерот и лидер на ВМРО ДПМН е дека ова е практично подарок за Софија и за бугарските власти, се уште имате некаква надеж дека овој документ може да биде предмет на конструктивен диалог, некаков компромис и негово усвојување во собранието? Јас жалам што премиерот не покажа политичка зрелост, ниту пак покажа државничко однесување во однос на декларацијата. Обвинувањето дека е тоа некаков поклон за Бугарија се апсолутно неиздржани и целосно неточни. Тоа е поклон за Македонија. Тоа е поклон за нашиот народ. Поклон за Македонија. Како што би рекле во старите времиња за грците. Пази се од него кога поклон ти носи. Во овој случај поклон во бугарско куферче. Поклон за Македонија би било ако се обврземе да промениме устав без никакви гаранции до февруари идната година. Тоа е предлогот на Венко. И форава, не му ја купуваат ни во Гранапче, па Цаци Арсова директно го подсети дека не пиеме пуцковача, мајсторе. Тука има два битни аспекти. Но таму има и конкретни рокови, не се само црвени линии. Меѓутоа, тоа е нешто што сите го знаат, а вчера председателката на Европската комисија фон дер Лајен тоа го потврди. Се знае патот напред кој е. Значи, ако нема временски рокови, се што ние правиме е губиме драгоцено време. Но да се вратам на содржината. А да се вратиш во операциона сала, бидејќи со содржината не ти оди. Ланските избори беа пепел за вас поради ваквите политики на кои сега се инсистира повторно. И е наречен поклон за Македонија потегот, поради кој пред 4 месеци овој човек рече дека е подготвен да се жртвува, да ја жртвува политичката кариера и да се повлече од политика само ако ги усвоиме измените. Па кој знае што го тера на ова? Меракот кон парите, би рекол Боки? Не знам. За крај, да не мислат дека ги заборавив. Почесен поздрав кон човекот кој кампањата 70% ја помина плукајки кон противникот за жал, а 30% фалејки се себе си. Јас, само Тито и Стевче. Еве видео од 2013 година, кога пак 100% го фалеше својот верен сојузник на локалните избори, ВМРО ДПМН, и го наведува ВМРО како мотор на проектите со кои денес се фали дека сам ги истерал. Што лошо виде Карпош од сработката со ВМРО ДПМН? Добивме спортска сала Борис Трајковски, добивме лизгалиште, добивме картинг, добивме аквапарк, добивме етносело, добивме жичарница, добивме булевар Илинден, булевар Теодоси Гологанов, добивме реконструкција на улицата Козле, добивме прекрасни паркови и почитувани пријатели, добивме ние во Карпош нови 50 фасади во колективните стамбени згради, нови паркови, дрвореди, нови реконструирани детски градинки, нови училишта. Што лошо виде Карпош од сработката со ВМРО ДПМН? Повеќе од 120 километри нови улици и двојно повеќе од тоа тротоари, илјадници нови светилки. Денес мојот Карпош со гордост може да каже дека нема светилка од подземјотресно Скопје. Изградивме 50 на километри фекална и атмосферска канализација. Септичките јами се наше минато. Изградивме над 2500 паркинг места. Како и секогаш го поддржувавме спортот, дававме бесплатни ужинки, екскурзии и стипендии за талентираните ученици и спортисти. Заклучак, има ВМРО, има проекти. Нема ВМРО, има изговори. Това е. Одиме на разговорот во студио со кандидатите за градоначалници на Струмица и Центар Петар Јанков и Мирослав Лабудовиќ. Ке биде интересно, луѓе. Последно интервју пред молкот. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Ова емисија, овој разговор е посветен на крајот на
изборната кампања за локалните избори. Во првиот круг зборувам, нели, ќе има и втор круг, некаде, не секаде. Вечерва разговарам со двајца гости, кандидати за градоначалници, кои што ќе имаат сериозен предизвик, историски гледано, да откинат општина од рацете на денешната опозиција на СДСМ. Вечерва разговарам со кандидатот за градоначалник на Струмица Петар Јанков. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Инаку кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата. Да. И со Мирослав Лабудовиќ, кандидат за градоначалник на општина Центар, доаѓаш од партијата Знам, поддржан од коалицијата, од владината коалиција, така може да кажем. Добро вечер, Богдан, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Алфа. Во право ли сум за ова дека сериозен предизвик, вака од историски аспект гледан, особено за Струмица, па потполно согласувам, 20 години, 20 години моментално власта ја парципира СДСМ. Тоа граѓаните најдобро го знаат и најдобро го осеќат. И затоа на 19 октомври след тоа се очекува да има една голема промена во Струмица. За волја на вистината, цела Македонија осети од Струмица изминативе години. Не за смеење се, но да, 20 години. 20 години. Колку е возможна твојата мисија според тебе? Ако сакаш цитира анкети, бројки, немам никаков проблем. Па не само според мене, тоа е и волја на граѓаните, тоа најдобро се осеќа кога излегуваме на терен, разговараме со нив и поддршката која даваат е огромна и благодарен сум за таа поддршка. Исто и со удружение на граѓани, исто и со бизнис секторот. Значи, Струмица е доста добро развиена општина, каде што двигател е бизнис заедницата во Струмица и најголема поддршка добиваме и од нив. Со постојани средби со нив, разговор со нив и сите сакаме да дојде едно поубаво време за Струмица, Струмица на просперитет, на развој и да ја развиваме заедно и да напредуваме нашите иднина. Општина Центар, Mission Possible или Impossible? Possible. Прашањето е риторичко се разбира, но за тоа сме во играта. Во однос на нешто дали треба да се земе или да му се даде некоја општина на некого, тука не зборуваме за тоа, збориме за неквалитетно менаџирање на општина и кај што граѓаните очекуваат промена за да дојдат работите на подобро. Да, точно дека СДСМ изминатите 20 години раководат со општината, граѓаните заради некои непопуларни политики го имаат казнето ВМРО ДПМН за некои промени што се случувале на ниво на општина, меѓутоа затоа заедно на овие избори Знам и ВМРО како што е коалицијата која одлично функционира на централно ниво, ја прелеваме на локално ниво и настапуваме заедно 12 години, така од Жерновски навака, претходно имаше владот Инекс колку? Еден или два? Еден мандат Тодоровиќ и 2 мандата Аларова. Тие споени беа, сега од Охрид сум јас, добро. Па Аларова до 2009, значи назад кој би се вратиле, а претходно е Мирослав Грчев. Да, Миро Грчев, мојот професор, кој што беше одличен професор, а како политичар многу луѓе, но и како градоначалник, нели, имаат одредени замерки во однос на ликот на Дебар Мало. Ќе зборуваме за тоа е точно. За тие работи потоа. Уште на почетокот за сите гледачи кои што не се од Струмица или од Скопје и не ве познаваат, малку сакам да поразговараме за вас лично како луѓе, да видиме кој профил на луѓе се вклучиле во битката. Петар, ти си од дете во политика или па повеќе од 25 години сум во политика. Инаку сум роден во Струмица, живеам во Струмица. Да оние прости се, машко си, нели жена не се прашува за години, ми кажа колку години имаш пред да влеземе во студио, да не мисли некој дека од 6 години си во политика, ти имаш 50 години. Да, јас сум 50 години. Да, живеам во Струмица, имам круг на пријатели, роднини во Струмица. Струмица е еден добар, прекрасен град, кој заслужува повеќе и затоа сум во политиката. Сопруг сум на Катерина, татко на Александар и Димитар. Слободно време се дружам со мои пријатели, другари, познаници, со луѓе од бизнес секторот, бидејќи работам во приватна фирма. Добро ги познам проблемите на нашите сограѓани и тоа е една од главните причини во кои сум кандидат за градоначалник и еден градоначалник на Струмица, бидејќи проблемите се решливи само
ситуацијата е таква како што рече и мојот колега соговорник, треба добро менеджирање и управување со како со човечните ресурси, така и со другите ресурси, за да може општината да ја движиме во еден добар правец. Колку искуството од приватниот сектор вака мислиш дека ќе ти помогне? Колку е важно? Па целокупно еден човек, карактерно кога се изгради како личност, значи имам дипломирано во Охрид на факултетот за туризам и гостителство. Да запишам по N+. Да. Чим во Охрид си живеел и си студирал и си стекнав со звание дипломиран менеџер по царна експедиција. Имам работено 11 години во Царинско управа на Република Македонија. Може на охридски се изборувам. Може малку. Добро, доволно. Да. Ако ми побараш од мене на струмички, ќе емисија да ги трне во погрешен. Да, струмички диалект е доста, богатството диалект е добро, да. Искуство во царина? Да, искуство во царина, како што реков, 11 години како виш царник. Потоа продолжи во приватниот сектор. Добро се движам. Задоволен од се, но имаше одредени ситуации кои ми правеат малку немир, не само кај мене, тука и со моите сограѓани, и тоа беше една од главните причини за која се ја прифатив ова кандидатура и положбена јавна функција што треба да ја носам. И искуството кое го имам, убеден сум дека можам да го пренесам позитивно во развојот на општината, нормално и соработката и со останатите општини кои гравитираат околу Струмица. Тоа како карактерна црта вака го забележувам кај доста од вас кои што ја трчат оваа трка, дека искрено постои таа жоба да се врати нешто на средината во која што се живее, на општеството, на државата, инаку, нели, комодитет може човек да си најде и надвор од политиката која што е полна со разни потполно согласен. Нешта кои што немаат суштински допир со она што политика треба да биде. Да, мора ситуацијата да ја сменеме во друг правец, бидејќи политичарите, нашите сограѓани треба да гледат профил на политичар кој треба да биде стварно услуга на народот, јавните институции треба да дадат квалитетна услуга према граѓаните, да не доаѓам во ситуација да бидат политичарите недопирливи. Тие треба да бидат баш народните луѓе кои ќе бидат во постојан контакт со нив и да разговарат за нивните проблеми, да заеднички јазик да најдат како да изнајдат некое можно решение за надменување на тие проблеми. Тоа нормално, за се тоа да може да биде реализирано, треба да имаш и добар тим, луѓе околу тебе што постепено и заедно се градени со години. И јас сум убеден дека луѓето што се околу мене, познавајќи колку што може да допринесат и они исто така, дека можеме заедно да допринесеме многу за нашата општина, а посебно и соработката со самите граѓани, граѓански здруженија, бизнес секторот кои дават максимална подршка за Струмица да ја донесеме на едно ниво како што треба да биде. Ние сме постојано, сега беше уште неколку дена до гласањето, до гласање. Постојано бевме на терен, разговараме со нашите сограѓани, како во урбаните, така и во населените места. Луѓето бараат решавање на реални проблеми, на проблеми кои до сега требаше да бидат решени, значи на проблеми кои беа решени, требаше да бидат решени во 20-тиот век, а ние за жал ги реализираме, односно треба да ги довршиме во 21-тиот век. Дори ние наискрено колку иден носител на јавна функција би дошло во ситуација да се извинам на тоа за до сега дошто моите колеги тие работи не ги средиле, не ги решиле. Но времето е пред нас. Со посветена работа се надам дека брзо едно по едно работите ќе ги доведеме во прав ред. Секој нека си го носи својот крст, најдобро извинување ке решавање на проблемите. Точно така. Миро, покрај тоа што си кандидат за градоначалник на општина Центар, од редовите на Знам, ти ја водиш и градската организација на Знам во Скопје и си заменик министер за енергетика. Освен овие професионални политички генерали, што е она што луѓето не го знаат за тебе, ти би сакал да го знаат и ти значи како човек, ако има такво нешто, бидејќи па постојат и луѓе кои што во политиката делуваат строго политички, односно се што е надвор од политиката го држат, се трудат да го држат позади сцената. И тоа е фер пристап. Како ве твоето? Да, се сложувам. Семејството е јадрото и почеток на нешто добро. Бидејќи кога домот е среден, во тој случај можете да работите правилно и надвор од домот. Сопруг, татко на 2 деца, живеам, растам каде што растев и живеев порано со моите родители, сега
во истото мало живеам со моето семејство, кај што го градиме семејството, бидејќи фокусот ни се децата и хармонијата во домот. Желбата за промени на подобро влече корено желбата за создавање не обезбедување, создавање подобрина за децата, нели? Апсолутно да. Сите тие мотиви се такви. Тоа е главниот порив. Тоа е главниот порив, бидејќи џабе ние се да направиме од државата. Колку игралишта, колку училишта, колку базени, ако не остане никој тука да ги користи тие. Ние миграцијата не можеме да ја сопреме, бидејќи тоа се трендови низ милениумите. Се разбира, да. Меѓутоа, овој тренд сега на сериозно заминување на младите од државата. Ради квалитетот на живот, не финансиски. Ради квалитетот на животот, ајде да пробаме малку да го спориме, бидејќи не знаеме каде му е среќата. Ако на моите деца среќата некаде им е устранство, да, јас ќе бидам тој со сопругата, ќе бидеме ветерот во грб и ќе им помогнеме се. Меѓутоа, ајде да пробаме тоа што е таму, да пробаме да го направиме и тука. Затоа треба волја, треба енергија, треба луѓе, треба чиста мисла и треба визија. Своето искуство што го имам како професионално во приватниот сектор, јас сум електроинженер, магистар по електротехника, да, на електротехничкиот факултет при УКИМ. Работев во енергетскиот сектор, работев во градежниот сектор и последните 7-8 години работев во автомобилската индустрија, во странските компании. На почеток како проект инженер и потоа напредував. Последната позиција ми беше менаџер на инженеринг. Таа позиција во еден производствен погон, во една фабрика е мозокот на целата тој процес на производство од влегување на материјалот до излез на материјалот, производството излез на материјалот како финален продукт кој мора да биде квалитетен. И кога ќе влезете во еден таков систем кај што постојат стандарди, кај што не постои импровизација, во тој случај влегувате во тој професионален муд, така да кажам, каде што мора да испорачате квалитет. И тука нема компромис. Да, во приватна компанија нема опросток. Во приватна компанија цело време сте под одреден притисок, тоа што ќе го кажете дека мора да се заврши, кој ќе го побараат од вас, дека мора да го испорачате до тој датум, морате тоа да го направите. Во спротивно ќе бидете повикани. Ако не, дај друго дете, нели, на крај. Имате прв жолт картон, можеби втор, за трет, таму е вратата. Истото тоа треба да важи и за политичарите, бидејќи политичката позиција, било каква е работна позиција. Во случајот, јас со колегата ќе бидеме избрани од граѓаните и треба на граѓаните пред граѓаните да оправдаме довербата и да го испорачаме продуктот што они го очекуваат. Разбирам. И тоа како секоја работна позиција, има почеток, има и крај. Ако сте добри, ќе продолжите. Ако не сте добри, ќе си заминете. Многу ми е жал што неколку пати го споменувам, законот за локална самоуправа требаше да биде донесен и треба да биде донесен за секој градоначалник да чувствува сериозна одговорност и дека може да биде во било кое време. За повикувањето зборуваме? Апсолутно да. Добра идеја. Не, одлична, бидејќи не секој може да се снајде во некаква средина. Така и не треба, например, Даниел Арсовски, не треба сега да бидеме робови на некоја погрешна проценка или на некои нереализирани... Одличен пример дадовте, да. Тоа можела сама да си замине и можела народот да ја отповика, бидејќи не добро менаџирала со градот или независно, има и други примери да не ги споменувам. Највидлив, најпознат пример е тој. Двете општини во кои што се кандидирате се специфични на свој начин, меѓутоа сега кругов обратно ќе завртам од центар па на кај Струмица. Што е она во кое што твојата експертиза како човек кој што знае и да менаџира и како човек кој што инженерот на подруг начин ги перцепира работите, ги анализира, да, и јас тврдам дека инженерите се можеби најдобрите можни едни од најдобрите профили кои што може да раководат општина, бидејќи техничките барем процеси, една општина има многу технички операции, им се добро познати. Сега центар нема да треба веројатно
многу со бехатон да се занимавате или со ивичњаци поставување или со канализација, но која е вашата предност, еве па во однос на против во однос на против кандидатите, да не грешам душа кон никој, тоа се освен актуелниот Горан Герасимовски е Билјана Ивановска, поранешната председателка на комисијата антикорупцијска, антикорупцијска. И има Марија Среброва, независен кандидат. Не, она е кандидат на Левица и актуелен советник во општината. Добро, окей. Која е вашата предност во однос на опонентите? Во што сметате дека сте супериорен или подобар, не мора супериорен? Први би тргнал од своето лично професионално искуство, што пред малку го говорев и да не го повторувам. Програмата која нудиме пред граѓаните не е фокусот не се капиталните инвестиции, тоа што треба да се изгради како објекти, туку капиталниот влез треба да бидат граѓаните кои што за 4 години ќе живеат поквалитетен и покомфорен живот. Тука збориме, дај да почнеме од ефикасна општина. Бидејќи ефикасноста на општината многу придонесува тоа е организацијскиот и менаџерскиот пристап на луѓето кои што ја организираат работата на општината. А тоа го имам, бидејќи сум го во своето професионално искуство, го имам бидејќи сум водел такви тимови, сум водел и процеси. Дополнително, тоа што го гледам, што треба да се направи во општината е дигитализацијата. Со самата дигитализација, првин штедиме за хартија, го улеснувате животот на граѓаните и дополнително го намалувате човек факторот во одредени процеси каде што може да постои одредена корупција. Во делот на организација на одредени центри, како што се тој младински центар хаб што планираме да го отвориме, каде што младите ќе почнат да циркулираат на места, каде што тие ќе се изразуваат и ќе креираат. Бидејќи имам чувство дека низ годините такви центри немаме, најпросто да излезете низ центарот на градот, немате никаква содржина од било каква активност каде што граѓаните би излегле да прошетаат низ центарот и да се задржат, да бидат мотивирани да излезат. Значи не го рачунаме тука плоштадот, кој што е, нели, специфична, мислам, фокална точка на целиот град на крај. Зборувам за Жена парк, зборувам за малата, зборувам и за плоштадот, бидејќи на плоштадот имаме работи кои што сметам дека не треба да бидат таму. Сакам да кажам многу добро. Од време на време ќе има некоја активност таму, ќе има некакви си виноскопи, не знам, пиво, лендови. Одамна додуше ги нема, но разбирам, интересно е што го зборуваш, дека навистина низ центар нема точка кај што би се задржал и би онака би нема, скоро имаше некој баскерфест, ако памтите. Па доаѓаа различни групи од Европа. Јас се надевам дека Скопје 2028 година, проектот што треба Европски градот на културата, ќе му го вратиме духот на Скопје со многу содржини. Вклучувајќи и центарот, пошто јас верувам дека центарот на градот ќе биде носител на сите тие активности што ќе треба да ги направиме и дека со сите овие планови и идеи што ќе почнеме да ги имплементираме во делот на повикување на младите да учествуваат во целата политика за креирање на политиката во општината, дека ќе го збогатиме тој простор. Имам чувство дека низ годините сето тоа се осиромаши, а ние треба да го вратиме и да го оплемениме и да го збогатиме. Бидејќи тие мали работи што утре би не задржале, кога би размислувале за заминување, дали сакаме да останеме. Покрај тоа што имаме проблем со хигиена, покрај тоа што имаме проблем со безбедност, сообраќајен хаос, паркирање и ред други ствари. Тие се работи што треба да се сервисираат од страна од општината и да не се на терет на граѓаните. Зборуваме оние други работи кои што ја збогатуваат. Не неопходности, туку зборуваме за нешто што би влегло, па и во некои општини можда и во дел на привилегија. Како е во Струмица ситуацијата, кога се во прашање, на пример,
ова што го слушаш за центар, така? Значи прво треба во друг ли век живее Струмица или за некои работи, за жал, за некои работи во делот на комуналната инфраструктура, посебно за населените места, реално дека има ситуации дека што треба да ги подобриме нивните канализационни мрежи, атмосферски немаме во поголем дел од во сите населени места, освен во градско Балдовци, не постојат атмосферски канализации. Дел од населените места имаат канализационни системи за фекална канализација, но дел и не се во употреба. Значи треба тие работи што требаше од минатиот век да ги решиме, не се решени. Со закон за децентрализација 2005 година, осознаете дека општините се осамостоја, добија поголеми ингеренции во нивното работење, но за жал тие работи требаше да се не продуваат во еден друг правец, а сега ги решаваме тие проблеми кои се наталожени со времето, но со годините кои поминаа. Зошто 20 години не се решавале тие работи? Имаме одредени мегапроекти кои се со милионски суми и се алоцирани, односно насочени во одредени места, а не се насочени на равномерна основа. Нема равномерен развој. Да. Значи за успех на една општина треба да има равномерен развој, како за населените места, така и за урбаната заедница, нормално, а тоа досега не е така и тоа е видливо. И затоа во период што доаѓа ние тоа мора да поработиме многу сериозно во тој план, за да испорачаме поквалитетна услуга према тие граѓани, за да нема и таква миграција населено село-град. Да, бидејќи тоа прави дисбаланс. И низа други проблеми. Имаме одредени урбани заедници кои се пренаселени, прегусто населени, а со несоодветна патна инфраструктура. Дори луѓето се жалат и за комуналната инфраструктура таму, иако се нови градби. Затоа дори во програмата предвидено во населбата Карпош, бидејќи е многу густо населена. Имате Карпош и во Струмица? Да. И предвидено е изградба на ново основно училиште. Значи Струмица после 40 години, после 45 години ќе добие ново основно училиште за потребите на овој дел од градот, бидејќи ние сакаме да инвестираме во младите, да ја обезбедиме поквалитетно образование, подобри услови. Или помалку патување и губење време и трошење бензин за градување на селото Карпош природно гравитира према основното училиште Сандо Масев, а основното училиште Сандо Масев во кој јас учев, сега од година на година има зголемен број на ученици и тоа статистички се гледа и ние како носители на идни функции мора се тоа да го предвидуваме. Значи да знаеме градот во кој правец се движи. Другото и на урбанистите е тоа работа, нели? Социолози учествуваат во изработка на урбанистички план. По дефиниција се зборува. Проблем кој населените места исто така го имаат со непостојан на поголеми населени места, непостојан на детски градинки и за тоа мора да најдеме начин како одредени може тоа да биде простори од училиштата да бидат адаптирани за детски градинки, изградба на нови детски градинки, за можат условите за живот во населените места да бидат подобрени, да личат на модерни урбани заедници. Петар, извини, морам да те прашам нешто. Јас вака Струмица сум бил, не знам, 3 пати во последниве 5 години. Но памтам уште кога Заев се пробиваше на политичката сцена, и нели ја носеше таа аура на народниот човек кој што направил некакви големи подвизи во Струмица. Вака слушајките, нема школи, нема градинки, нема атмосферска канализација, не сите имаат функционална фекална канализација и така натака. Добивам впечаток дека се фокусот бил на инвестиција во центарот на Струмица, кој што е првата слика за градот, но дека не биле работите толку сјајни и розеви како што ни биле прикажувани. Да, во рете, импозантно делува тоа решение. Јас не знам како било порано сега, но она под плоштадот, сообраќајницата и така натака. Историјата на Глобал ја знаеме, но тие се некои 2-3 точки средените булевари во центарот на градот. Точно е тоа, да. Значи, добро се што е направено, се е добро, останува за Струмица Струмичани и испорачена поквалитетна услуга на граѓаните. Тоа е нашата цел. Но не е само центарот изгледа. Да, не е само тоа, значи требаше да има, како што спомнав, правилен равномерен раст. Значи треба да има добра патна инфраструктура. Нашите населени места не се добро поврзани едно со други. Значи тие се близко на неколку на километар, на 2 километра немаат асфалтно поврзување. Затоа и во програмата предвидуваме село Кукле со село Сачево изградба на нов асфалтен пат, за да може да има кружно движење на товарните возила. Куклише е едно од најголемите населени места во Струмица.
Значи да може да има кружно движење на товарните возила, а населеното место таму, граѓаните од тоа населено место знаат најдобро каков проблем имаат. Нема тротоарско поврзување со градот. Нашите населени места што се гравитираат во близина на градот треба да имаат многу подобро и тротоарско поврзување за пешаци и нормално и асфалтно поврзување. Сето тоа придонесува за исто така и во населените места, кога во разговор со граѓаните најмногу се жалат на лошите патишта. Значи на лошите патишта, значи фали асфалтна инфраструктура, фали комунална инфраструктура. Сето тоа е малку запоставено, малку повеќе може слободно да кажем. Ние имавме ситуација дека минатата година, конкретно за село Куклиш, селото беше оставено 2 недели без вода за домакинството. Значи порано имало 2 пумпни станици за допуна на резерварот за вода. Сега минатата година една пумпна станица, едната останува дефект и луѓето 2 недели остануваат без вода за домакинството. И сега доаѓа до ситуација да едно од селата кој најмногу произведува мислам не е страшно се расипи, се расипува, страшно ако не се земјоделски производи, да може луѓето да не може после нивната работна врска да немат вода за нивните домови. Значи тие се работи кои треба да ги предвидуваме, затоа претходно кога е правен проект имало 2 пумпни станици. Не е тоа случајно направено, а после едната сплетна околности не функционира и другата го оставиш, чекаш пак исто дека ова е добар показател на неравномерноста во развојот. Исто така и останатите населени места. Проблем со вода во нивните резервари за вода за дистрибуција до нивното населено место. Тоа има на неколку населени места и го имате истиот проблем. А во однос на квалитетот на живот ме интересира. Еве, да зборуваме за градското јадро на пример. Што најмногу забележуваат луѓето или што бараат од вас сега кога се среќавате? Значи Струмица, исто како што знаете, минатата година, кога што е запознаен целата македонска јавност, имаше проблем со водата за пиење. Да. Значи Струмица, кога јас, што ти кажа, кога бев студент во Охрид, Охриѓани, односно и колеги од другите градови имаат проблем со водоснабдувањето во нивните домови и сите велаат Струмица има една од најдобрите води за пиење. И ден денес е тоа така, и јас се користам, но народот после таа ситуација минатата година некако нема доверба, се изгуби довербата во квалитетот на водата. Струмица имаше најдобра вода не само во Македонија, туку и пошироко. И сега во најчесто во разговор со граѓаните и и минатата година, значи како сето тоа ние да го вратиме, како треба да ја вратиме и довербата на граѓаните и квалитетот на водата. Лесно е градоначалникот кога ќе направиш нешто, прво ќе се напиеш таму. И затоа во програмата една од основните, еден од главните проекти ќе ни биде осовременување на лабораторијата за преработка на вода и набавка на нови озонатори, деструктор за префаќање на озонот и акредитација на истите. Нели нормално после акредитацијата граѓаните да се врати таа доверба во кој добро, мора во нешто да веруваме, така не може да изработка на елаборат за проект елаборат за нов цевовод од Брана Турија, со кој снабдувам со вода до фабриката за вода, тој е во должина од 14 км. Значи мора од некаде да почнеме. Струмичкиот водовод е граден крајот на 70-те години со самопридонос на нашите родители, баби, дедовци и е многу добро решение бидејќи има кружно движење на водата. Тоа го зборам со разговор со луѓе експерти од таа област, добри познавачи. И само сето тоа ние требаше да го унапредуваме, односно да го одржуваме. А дојде ситуација да има проблем со водата. Најголем проблем загадувањето. Значи од година во година Струмица е се позагаден град. И пак ќе кажам, не во рамки на државата на Македонија, туку во светски рамки стануваме најзагаден град. Индустрија некоја се отвара нова или освен индустријата, има направена студија за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Еден од причинителите е човечкиот фактор, односно домакинствата горат огромно дрво. Секој домакинствата порано многу повеќе се грееле на дрва, освен ако немате корисници на масла, моторни прегорено улје. Значи таму е наведено индустријата, сообраќајот и домакинствата. Затоа мора да се направи на долгорочна стратегија, на долгорочен ниво за да може да го решаваме тој проблем. Обновливи извори на обновливи извори на енергија, најчесто инженерот се надевам и понатам ќе го искористам и неговото знаење во дело на тој дел. Бидејќи ние мора да поставиме повеќе мерни станици да видиме во кои делови на градот, кои региони е најголем пикот на загадувањето и да почне потоа да може да ги решаваме едно по едно работа, односно има предвидено субвенционирање со клима инвертор уреди за домакинство кои користат една печка за
грејење. Да. Значи мора да почнеме од некаде, до сега се решавало од некои работи, ама стикано на дневна политика, на дневна политичка основа. Не треба тоа да биде така. Треба да ги гледаме работим дългорочно да ги решаваме. Да го подобриме. Се решавале последиците, не изворот на проблемот. Точно така. Баш така, колега, како што рече, значи баш така. Јас знам дека има дел на општините во Македонија имат пременувано такви мерки со субвенционирање на поголем дел со вредносни ваучери за набавка на клима уреди инвертори. И не гледам некој проблем и Струмица тоа да не го практикува во периодот. Математика, мерната станица која е во кругот на болницата, таа мерна станица за која го мери загадувањето на воздухот, резултатите одат во Министерството за заштита на животна средина. И ние има повеќе од 10 години мерење каде што резултатите од година на година се загрижувачки. И ние како општина имаме право да побараме интервенција и од централната власт во одредени работи. Петар, многу е проста равенката. Во суштина, колку помало загадување, толку помал трошак на фондот за здравство во идни, ако сакаш така брутално да анализираме. Буквално така да секоја пара што ќе се вложи како субвенција за инвертери или други алтернативни извори на обновливи извори на инвестираме во здравјето на нашите граѓани. Се разбира. Центарци, се уште ли бетонизацијата е проблем број 1? Јас, откако сум дошол во Скопје 2004 година, се некако исто ми е и изградено ми е. Мислам, навикнав цело време нешто да се гради. Пришто како архитект, да, сметам дека секој град треба да се развива, но, there's a big but, гледаме сите, и јас, и ние што сме дошли овдека, и вие што сте родени тука, како се трансформираат одредени средини на, можеби, на несоодветен начин, имајќи предвид капацитетноста на инфраструктурата. Некои места кога да се претвараат во оние квартови во Белград на времето, кај што привидно ќе направат окно за лифт, инвеститорите во зградата, нели паркинг мора да имаш, да, уживајте, доле 2 нивоа ќе имам и ќе направам окно за лифт. Окното стои празно со години, ни лифт, ни бутур, ни паркинг, но тој ги продал становите. Колку се сега во центар? 2500, 700, 3000 евра. Сега додека доаѓавме на кај вашето студио, поразговаравме дека некаде во центар над 3000 евра доаѓа квадратот, што мислам дека лудост. Да. Лудост е реално. Се претерува. Во ретен градот да нуди. Во ретен центарот да нуди. Тоа што го изборавме претходно, и содржини, да има ред, да има тишина во часовите кога треба да се спие, нели, во ноќните часови. Да нема загадување од светлина интензивно, бидејќи имаме светлечки реклами кои што блескави. Тоа се регулира, тоа едноставно 11 сатот градот пополека се стишува, си има електроника која ќе намали интензитетот на светлина на тие светлечки реклами. Бетонизацијата, нажалост, ја коментираме и ништо не се презема. Да, само онака, ја нотираме. Бетонизација. Има дупови што се донесени во 2012 година на одреден непопуларен начин во центар. Она со презентација на дупот недела во 11 на вечер, саат време, така? Или? Сега не знам како се терале тие постапки. Зборам, во еден период се донесени кога е праена Скопје 2014. И според мене, мислам дека тие не се добри за центарот на градот, али ако не биле добри, може ли изминативе 4 години да се ревидираат и да се донесат нови, наместо да се гради по истите. Во моментот, во Дебар Мало, во Капиштец, на Водно, имате, тоа би го ставил како и епитет ќе му ставам, брутална бетонизација. Застанете на кружниот тек у Дебар Мало. На 360 степени свртата. 7 згради се градат во моментот во радиус од 50 метри. Аман, не сум прошол одамна. Одете ве молам. 7 згради се градат. На Видик, збориме за Видик. Тоа што го гледате. Се што беше постара кукишка веќе станува 5+4 плюс подкровите. Дополнително, тој апел до граѓаните дека кога се купува стан на одредена локација кај што веќе проблем со паркингот, треба да се види дали инвеститорот ги испочитувал сите на законски прописи за обезбедување доволен број. И за зеленило, и за паркинг места. Бидејќи тоа е тој комфорт на живот. Може ќе даваме денар плюс да живееме во некоја населба што би била малце поскапа и ќе платиме паркинг место долу во гаражата,
Имате 2 автомобила, купите си 2, нема да ве боли глава, нели, за да лутате по улиците и да се паркирате. Единствениот, не можам да кажам стоп, меѓутоа можам да кажам успорување на овој брутален пристап према наградување на... Па да, и наградување. Тоа не е само затварање, загушување е со носење на нови урбанистички планови, кои што подолго време претходно не биле во процедура ниту влезени да се разгледуваат, ама кога ќе влезат да се разгледуваат и да се донесат. Бидејќи вие можете да разгледувате 10 години урбанистички план и само го разгледувате. Не, треба да се донесат. Да, има повеќе фактори што влијаат во донесувањето, различни институции, меѓутоа тука доаѓа тоа желба, тој пристап од страна на градоначалникот, од страна на службите на општината да се прави притисок врз тие други институции да може да го испорачаат мислењето, се развива, да се менаџира процесот. Да се менаџира процесот. На крај на денот ние тргнавме од цената на чинење на становите. Која е причината зашто некој би платил толку многу пари да живее во општина која што не го сервисира како што треба да го сервисира, бидејќи претпоставувам вие треба да дајте суштина на инвестицијата. Океј, географијата е географија, близината на школи, трговски центри, маркети, бензински пумпи, парк и така натака. Тоа е поволноста на град. Поволноста е можноста да си мобилен пешки или на точак, да. Но не поволноста е галама, загаденост, вртење по сат време да најдеш паркинг место и така натака и така натака. Со паркинзите што опции, можности има за да кои се има ли невралгични точки или па цела општина е невралгична точка кога е? Не можам да кажам дека цела општина е, но тоа е сериозен проблем и на општината и на градот. Бидејќи центар е, збиднувањето на се од текот на денот на градот, на државата. Тука имаме и туристи, и луѓе што работат, сите институции во центарот на градот. Има две системски решенија. Првото е со подршка ние како општини на градот да дадеме максималната подршка во добра организација на јавниот превоз, бидејќи ако има добар јавен превоз и знаете дека од Ѓорче до универзална сала или до Соборен храм ќе стигнете за 7 минути како што е по распоред, јас никогаш нема да упалам кола. Апсолутно да. Кога одиме во странство со семејството, секогаш го користиме јавниот превоз. Се што ни е дадено, никогаш таксито е прескапо. Така е точно. Луксус е. Знам дека влегувам во автобусот, во трамвајот, во метрото, од таа точка до таа точка ме носи, си го знам времето, си го организирам, дали за било што. Скопје истото може да го доживее. Слободна лента за автобуси, нови чисти организирани автобуси ќе стигнуваат и луѓето ќе го намалат користењето на автомобил, било ќе биде поевтино. На домашниот буџет ќе се одрази користењето, амортизација на автомобил, користење на бензин, плаќање на паркинг, цената на гориво на крај. Точно. И втората работа е зголемување на капацитетот на паркинг местата, бидејќи во Дебармало и во Буњаковец штетата е направена од тоа што го споменавте и вие, градење згради со па и наводно, Миро. Неизградени, зборам зградите. Водно е исто дополнителен проблем каде што се давало на инвеститорите да прават куќи, наместо да имаат паркинг место, си го направиле двор, а колата е надвор, што не е во ред. Пожарна, ако треба да помине, не дај Боже, има места, знаеш, кај што нема да помине. Не може да помине. Тоа е сериозен проблем. Проблемот со архитектурата е грешката, не се поправа. Не се поправа. Нема, се донел урбанистички, оди Дебармало сега врати го во првобитна состојба. Нема, нели, тоа за 500 години може. Можеме да ги мотивираме граѓаните да ги користат своите паркинг места под зградите. Има револт, бидејќи кога нема несовесни граѓани, доаѓа во центар, си остава колата пред влез на подземниот паркинг и се заминува. Или па старите згради не имаат подземен паркинг, нели? Стари згради се. И стари куќи. И стари куќи, да, точно. Да, точно. Меѓутоа, со мотивација да го уредиме тој дека што ќе имаме жешка линија, како се вели, црвена линија за ПОЦ, дека и веднаш да реагира ПОЦ за некој непрописно паркиран автомобил. Планот е да се набави едно специализирано возило мало,
кај што ќе може да влегува и по тесни улици, да не е овој пајакот што е по-гломазен, за да ги сервисира сите тие неправилно паркирани возила, бидејќи приоритет се граѓаните на центар. Се разбира. Решавањето е со една за Бунјаковец, е со катна гаража предвидена испоред ДУП-от. Кај што се бараките на монтажната, таму има монтажен паркинг. До монтажниот веднаш, така? Да, не, тој да се отстрани монтажниот на таа локацијата и се направи катна гаража каде што ќе биде со плаќање, каде што сите автомобили што ќе пристигнат во тој дел од градот таму се паркираат, а улиците сервисно стамбени што се во Бунјаковец да бидат само за резиденти, со тоа што со добра анализа ќе се процени дали некој од улиците е попразна во текот во работниот дел од денот, каде што луѓето нели заминуваат со автомобилите негде надвор од центар на работа, и тука би го направиле комбинирано од 7:30 наутро до 16:30 да може да биде со плаќање, бидејќи нели ПОЦ треба да се сервисира и да работи и да ги одржува паркинзите, а останатиот дел од денот да биде резидентен во однос на Дебармало, долго најавуваната општинска зграда која е уцртана во ДУП-от уште 2012 година. Ред е да се реализира, таму се предвидени 300 паркинг места, така и запишано во ДУП-от под самата општинска зграда, каде што тој цел дел во Дебармало би го релаксирал на истиот начин што го говорев за Бунјаковец, со тоа што најавив и уште еден проект, меѓутоа тој би одел паралелно со позавршување на општинската зграда. Да, тоа се таму ли е? Го видов пред некој ден, не може локацијата. Тоа е паркиралиштето Карши Фонтана, паркингот и улицата на кај Кастом Пап, на кај извини Ван Гог. Да, тој дел да биде тотално ослободен од возила и да биде на убава пешачка зона со убави содржини, и тој цел дел со нова општинска зграда, со ослободен дел, со Боемска улица, баш мислам дека ќе добие убав, сериозно голем дел од Дебармало. Плюс квалитетни содржини, се разбира. Квалитетни содржини. Види, ако мислам привлечен центарот сам по себе, но ако јас имам причина да дојдам од каде и да живеам во Скопје таму и да трошам парички, нели тие парички дел од данокот го добива и општината, така, на сите оператори кои што се таму, така да тој се разбира. Струмица имаше последниве недели, месеци, не знам, некоја акција дали на заминување. Градоначалникот Костадинов сакаше некој белег да остави, тераси рушеше на шеталиштето. Како сте од кај вас работите во урбанизмот? Да, па видите, тие беа реално, значи беа изградени, поголем дел беа изградени на државно земјиште. Значи беа дивоградби? Да, беа дивоградби, да. Некои дури изработили проект за да имат користено да користат такви затворни. Да го си го легализираат? Не да ги легализираат, туку издадено решение за да го користат во делот на оградувањето на тој делот што гранични со нивниот објект. Ама некако многу. Да, многу беше. Тоа го има и во другите градови. Значи треба да дозволиме на нашите угостители да може да извадат турбена опрема, маси, столови, нели сето тоа да биде, ама се во граница на нормалот, не во граница, се како што треба да биде по закон. И нормално тие плаќите одредени надомест на општината и треба да излеземе ние во пресред на угостителите, но како што е по закон, ќе повторам. Сега тој дел е малку запустен, треба да има хортикултурно родување, да се средат овие работи, да не се како што се сега, бидејќи граѓаните доста замерки наоѓаат и на тоа. Значи, порано одредени тревници беа адаптирани во кафичи. Да. Што не е убаво тоа, ни за граѓаните, ни за самите угостители од дојде ден. Ако нема кафичи, окей да размислуваме. Ако има кафичи, ова плюс. Значи сега тој дел на град читалиштето, нашето струмичко корзо, познато и во летниот период, кога има толку многу луѓе, не може да се разминеме кога доаѓаат и нашите недиселеници. Значи треба да најдеме начин сето тоа. Дојте Охрид, ако вие го. И во Охрид е исто така гужва, знам, бил сум повеќе, одам и годишно. Значи треба да најдеме начин како да излеземе во пресред на тие наши угостители таму, да биде исто така пак добро разработена таа улица, да има интерес содржини за нашите сограѓани, поставување на ново урбано опрема од страна на клупи, континери мали, да биде интересно
за периодот што доаѓа, има време, бидејќи таа улица најмногу ќе користат во летниот период, има време след тоа да се уреди, среди како што треба. И нормално ние сме да дадеме квалитетна услуга и према граѓаните, но и према угостителите. Колку е општината важна фактички во развојот на малите бизниси? Не мора само малите, но па видите, ние имаме и сектор за локален економски развој, да, и треба да имат постојан контакт, односно да имат и средби со бизнес секторот, да може да се напредуваат тие работи. Затоа во периодот што доаѓа, планирано е наставање во функција на советот, односно на економски социјален совет, каде што нашата бизнес заедница ќе биде запознаена со тековното работење на општината и во кои правици проекти во кои правици се движат. Односно на тај бизнес совет ќе бидат вклучени градоначалникот, председателот на советот, директори на јавни предпријатија, ќе бидат поканети добар дел од бизнес заедницата, нормално граѓанскиот сектор нема да го запоставиме. Вие треба да сте мост меѓу сите. И каде ќе се разговарат за сите тие мега проекти кои сега се реализираат, а немаат поголемо одобрење, да кажеме, од пошироката граѓански сектор. Значи треба да Како на пример за рудници зборуваме? Па за се. Значи и се што е спорно да се дискутира. И патна инфраструктура, и во делот на загадување да може да зборуваме, и во делот ја сега имаме моментално има формиран јавно предпријатие пред година-две за превоз на патници, да го напредуваме работа. Тоа е загубар, така ти ми спомна. Да, тоа е, да, генерира загуби, имаме 65 милиона денари треба на секоја година да издвојуваме за исплата на истите. И да се анализира, просто да се што анализираме колку чини во кој дел треба тие линии да се движат. Значи, не само директорот на тоа јавно предпријатие, нормално или со другите и со другата администрација, треба да видиме да разговараме малку пошироко што сакаме да постигнеме. Значи, јавните предпријатија не нормално дека не треба да генерираат голема добивка, туку да бидат одржливи. А ние сега во моментот сите јавни предпријатија, сите што ги има општина Струмица, генерираат загуба. Значи не треба да ги одржуваме само со средства од општината, туку и сами да бидат одржливи до одреден степен. Значи мора да има поголема вклученост како на бизнес сектор, така и на граѓаните во креирањето на локалната политика во периодот што доаѓа. И затоа ќе бидам спремен секогаш и отворен за соработка со сите. Свесен ли си, сигурно повеќе од мене, но како ќе ти изгледа првиот работен ден влегувајќи во општинска зграда која што 20 години функционирала на друг начин или не на друг начин, туку во друг политички хабитус. Да. Колку е Струмица кохезивна средина, колку има подвоеност политичка, дали покрај политичките разлики со луѓето сепак може да се најде каршилак, бидејќи односот со луѓето ќе е клучен во работата на општината. Може да ги имаш најдобрите идеи и проекти, но ако наидуваш на отпор, не може сите луѓе да ги промениш во општината. Не верувам ни дека сакаш, нели? Јас знам дека таму има големи професионалци во својата работа, и исто така што се осакат градот и општината и што сакат да покажат тоа што го знаат и умеат да испорачат конкретна работа во одредени проекти. И знам дека убеден сум дека ќе бидам прифатен најнормално, бидејќи политиката е едно, а професионалниот ангажман е друго. Јас имам и работено во државна, како што реков, во државна служба и работата мора да тече и испораката на услугите према сите. Луѓето и граѓаните не треба да ги делиме ни на партиска основа, ни на верска, ни на национална основа. И знам дека најголем дел од вработените ќе сакат активно да учествуваат во понатомошниот развој на општината, активно ќе пренесуваат во изработката на проекти, довршувањето на тековните проекти кои веќе ќе ги затекнеме, ќе видиме нели колку е финансовата конструкција, доколку треба да се рокот на завршувањето на тие проекти. Нормално сите тие проекти кои ги има општината, нашиот колку една локална власт, да видиме на кој начин ќе ги финансирам, дали од општинска буџет или подпомогнати од централната власт или од донации. Оно што ќе подадеш рака за домакински заеднички да се работи за добро. И колку карактер што ме знаат моите сограѓани, не сум човек што гледа негативно на конкуренцијата. Јас сум човек кој секогаш гледа позитивно на работите и имам најдобра соработка и со моите сограѓани и верувам дека така ќе биде и понатаму. И во првиот работен ден кога ќе одам на работа, нели како иден градоначелник, верувам дека со сите најдобро ќе поминеме, ќе имаме најдобри и коректни односи. На што најмногу реагираат центарци? Еве, кампањата кога започна? 3 недели трае, така?
Да, 29-ти мислам дека започна. Така, 29-ти беше, точно, 29-ти понеделник. На што најдобро реагира на сите средби кои што ги имаше периодов, пример, на кој дел од програмата, на која тема најмногу вака бара помош, интервенција, има сугестии, и дали е препознат како асет, како предност моментот дека би имале добра соработка со Орце Георгиевски, доколку победи, известен победник на изборите во град Скопје, бидејќи да, можеби најмногу сте испреплетени град Скопје и било која општина, токму во општина Центар. И квалитетот на живот на центарци во многу ќе зависи и од, како што денес гледаме, нели, во една друга крајност, многу ќе зависи од потезите, од одлуките, од активноста, проактивноста, интересот на градската администрација. Реакциите на луѓето кај сите што отидовме, првите коментари беа многу валкан центар, премногу градење, небезбедно. Тие беа првите неколку работи што ни ги коментираа. Велат, ни треба достапност кај кого да се обратиме во општината, бидејќи како никој да не слуша таму. Кога гледате општината Центар во моментот, изгледа како бувљак пазар, каде што нема иста клупа, нема исто заштитно столпче. Ние зборуваме за брендирање на општината, каде што тоа е лицето на општината. Каде што во едно мало ќе имате исти тип на клупи. Не може да имате 7 различни типови на клупа. Не може да имате 7 типови различни на канта за отпадоци или столпчињата што се како барикади одредени, едно да е зелено, жолто, едно 20 сантима, друго 50 сантима. Не, збориме за стандарди. Тоа се оние работи кои што на граѓаните им пречат, пред се визуелно. Второ, хигиената нели нормално во однос на, не дај Боже, одредени зарази. И трето, безбедност. Живото загрозувачки не може. Апсолутно да. И тоа не збориме безбедност само во сообраќајот, збориме во училиштата, збориме во домувањето, збориме буквално на секое поле. Со Орце Георгиевски јас се запознав периодов, меѓутоа идејата и начинот на дискусија, визијата што имаме, можам да кажам дека ни се поклопува во најголема мера, да не кажам дека 100% никој со никој не може да се поклопи 100%. Меѓутоа визијата имаме заедничка. Разговараме за проекти, разговараме за квалитет на живот, разговараме за хигиена, разговараме како да ги подобриме условите. Добрата работа е што во нашиот случај централната власт, градот Скопје, општините низ Скопје, вклучувајќи општина Центар, ќе бидат од иста политичка партија или од коалицијата која настапуваме заедно. Ист политички екосистем, да. Да, буквално така. Тие проекти не можам да кажам дека би оделе потечно. Меѓутоа поконструктивно би било пристапувањето. Јас имам една девиза, секогаш се зависи од човекот. Ако си има волја, се седнува на маса, така ги отвараме сите карти и да видиме која е пречката. Ако е пречката од људски карактер, ајде да видиме зошто. Ако е технички, супер го решаваме. Така е. Така што примерот на простик за дигресијата, но периодов анализирав што се случува нели во Карпош и сега се ветило некогаш, па се ветило пак, сега трет пат и нели изговорот на актуелниот е не ме поддржуваа во Советот, не ме поддржуваше власта. Пек еве да било така. Јас ценам дека задача на градоначалникот е да седне и да го најде начинот. Ако не и на спротивната страна се разбира во дадениот момент кој е и дае. Ако не се најде начинот, очигледно нема желба и волја да се најде начин. Но мислам дека доста е со изговори, така и време е да се засукаат ракави да се работи малку. Има една работа, изговорите најчесто ни се на прво место, но и треба да бидеме фер према граѓаните. Има работи што можеби на почеток не изгледале дека можеме да ги решиме,
а испаднало дека треба малце повеќе време. И фере да се Честно да излезе, се каже, да. честно е да се каже. Проценката не беше најсоодветна. Правиме нова, ќе биде вака. Процесот почнува, постапката трае 3 години, за се ова да се реши, во 4-та година, во 5-та или во 6-та, независно, ова тука ќе биде реализирано, тука завршува приказната. Немаме потреба ние да ветиме нешто, па да излеземе на редните избори, да си го ископираме тоа од претходната програма што сме имали, пак да го ветуваме, дули малце поише да го надградиме. А да не сме кажале зошто тоа претходно така било и да се правиме наивни дека па не знам сега то... Не. Нас граѓаните не бираат и пред граѓаните одговараме. Тоа што сме го ветиле, влегуваме во приказна да го решиме и да го имплементираме. Ако не можеме, фере да се каже. 4 минути до крај, бидејќи имаме обврски кон политичките блокови што мора да влезат од саат до саат, плюс другите комерцијални огласувачи, а на полнок започнува предизборниот молк, ќе мора сите вака да кјутиме, да не зборуваме за политика. И да се одмориме малце. И да се, да, цели 24 часа. Доволно ќе биде. Последна можност за обраќање кон гласачите пред започнување на гласањето во недела наутро. Петар Јанков повели. Прво да заблагодарам на сите мои сограѓани кои ми ја дават огромната поддршка, бидејќи сум секојдневно со нив. Голем благодарам за поддршката и во недела на 19 масовно да излезат, да заокружат за број 9 за заедничка победа за Струмица, за сите струмичани и да ја градиме Струмица заедно и да ја водиме по правиот пат. Ти благодарам. Мирослав. Изборите се момент каде што граѓаните треба да излезат, да го дадат својот глас, толку сака да се случат промени. Тоа е можноста каде што секој од нас, како граѓани, го изразуваме нашиот револт или поддршка за кандидати. Тоа што во изминатиот период го поминавме меѓу граѓаните, можам да кажам дека поминав одлични 3 недели со насмевка, со многу добра енергија, со многу топол прием кај граѓаните од центар, што ми даде сериозен ветер во грб и мотивација максимално без стоп да истераме оваа кампања, што повеќе луѓе да си пружиме рака, да си поразговараме и ги повикувам на 19 октомври, тоа задутре, масовно да излезат, да го дадат својот глас за бројот 2, бидејќи концептот кој што го нудиме за квалитет на живот и визијата која имаме, јас, мојот тим, визијата на граѓаните на центар, бидејќи таа ни е заедничка визија, не е визијата на тоа што му се случува денеска на центар. Јас можам едно да кажам дека во наредните 4 години ќе оправдам довербата од граѓаните. Ви благодарам на двајцата, ви посакувам среќа и успех. Недела 7 наутро до недела 19 се гласа, после тоа веројатно за 2-3 часа ќе ги знаеме првичните бројки, каде приказната завршила во првиот круг, каде ќе има втор круг, како и да е, не само вас, на сите учесници во изборниот процес, од сите возможни партии, за независни, советнички листи, им посакувам среќа, успех, на сите граѓани посакувам да имаме мирен, демократски, изборен ден, зборувам за недела, иако и во сабота гласаат одредени групи на граѓани, да победи демократијата, да победи волјата на народот и да се придвижиме напред, да газиме поозбилно во 21. век, да не се бавиме со работи од минатите векови. Петар Јанков, кандидат за градоначелник на општина Струмица, Мирослав Лабудовик, кандидат за градоначелник на општина Центар. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Следат сега политичките реклами, последен пат од овој прв круг на кампањата. После тоа пенкалата ставете си ги под перница, чувајте ги таму до недела сабајле и излезете и гласајте, без оглед за кого и да гласате. Излезете и гласајте, учествувајте во одлуките кои што го дефинираат и вашиот живот и животот на оние кои доаѓаат после вас. До наредната средба, четврток по 22:30. Стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и излезете и гласајте. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.